Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковик-Костовска и еве денеска ќе се дружиме во ова петочно последно издание за оваа работна недела на емисијата Во тек. Денеска ќе имате можност да зборувате на тема која што верувам дека и те би сакале да прокоментирате, дека ќе сакате да го споделите и вашето размислување. Се однесува за антикорупционерите, односно јавното обвинителство ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите. Па во оваа насока предлагам во продолжение да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Стојкова, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Јавното обвинителство отвори предмет за антикорупционерите. Ке истражува како се трошеле парите, откако порталот Сакам да кажам објави дека врз основа на извештајот што го направил Управата за јавни приходи, биле констатирани низа злоупотреби на буџетски пари. Антикорупционер изнајмувал стан за 100 евра, но од комисијата земал 350 евра. Се прикажували лажни патни налози за да се земе трошоци за пат. Првиот човек на антикорупцијската комисија, Игор Тантуровски, ги потврдува наодите во извештајот на УЈП, но не се согласува со нив. Ревизорот како ги цени и како понатака постапува по тие наши наоѓања, тоа е веќе втора работа. Но можам да кажам дека се она што се пишуваше во јавноста вчера, а и посебно во теков на денешниот ден, е предимензионирано. И воопшто не станува дека со лажни налози се подигани пари од самата институција. Тантуровски ова го смета за оркестриран напад и притисок врз институцијата поради предмети што биле отворени против функционери од власта. Се правда дека предмети отворали и за актуелната, но и за претходната власт. Не знае кој конкретно предмети пречел на сегашната влада, но не наведе ниту кои клучни предмети ги отварале за претходната. Јавното обвинителство покренува постапка за испитување на водите во конкретниот извештај и за тоа веднаш ги известува сите медиумски куќи без тие да побара. Веднаш потоа излегува член на една политичка партија која веднаш побарува оставки од членовите. И се тоа една оркестрирана работа која се случува веќе извесен временски период и кој нашата институција ги трпи тие удари на овој или на оној начин. Од владата посочија дека имаат нулта толеранција за корупцијата и повика антикорупционерите да покажат одговорност и поднесат оставки. Во изминативе 7 месеци покажавме дека не постои толеранција кон именуваните функционери кои имаат покажано неодговорно трошење на парите на граѓаните. И сите кај кои беше утврдена таква состојба поднесоа одговорност. Изминатиот период повеќе функционери поради сомнежи за начинот на кој се трошат народните пари си поднесоа оставки. Од антикорупционерите оставки бараат и дел од пратениците. Доколку членовите на антикорупцијската комисија веднаш не поднесат неотповиклива и итна оставка во Собранието на Република Македонија како орган надлежен за избор на членовите на антикорупцијската комисија, ќе покренеме постапка за нивно разрешување. Ревизијата се однесува на составот на комисијата со председателот Игор Тантуровски и членовите Фари Алију, Горан Миленков, Жаклина Дамчевска, Најдо Спасевски, Сузана Таскова, Аџи Котарева и Сејди Халили, кој во институцијата се од 2015 година. Така, тоа беше прилог на колешката Ивана Стојкова. А втората тема, ете, имаме една новина, односно секој петок ќе практикуваме да имате можност да изберете за која тема ќе сакате да зборувате, односно за сите оние теми кои што ги обработувавме оваа недела, ќе можете да зборувате секако по ваша желба, значи избор на тема од цела недела. Јас чисто само ќе ви ги напоменам темите кои што сметам дека ете отскокнува и кои што сметам дека повеќе зборувавте на нив, доколку сакате и доколку сите оние кои што немале можност да се јават во текот на тие денови да го направат тоа денеска. Темите од оваа недела на кои што ќе можете да зборувате: изјавата на Заев, не постои разговор за идентитетот, односно за националноста, но постои параграф за државјанството. Потоа, како втора тема, се одржа протестниот марш за одбрана на името на државата, каде што беше запалено грчкото и албанското знаме. И трета тема, по ќосот отстрнати споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром, а рековме дека во најава се отстранување и на други споменици. Така што ќе можете да зборувате, да се направите еден ваш избор
одговор на она што сметате дека треба да го искоментирате, што беше актуелно токму оваа недела. Ќе ве оставиме секако слободен избор и секако првата тема на која што ќе може да зборувате, која што исто така актуелна деновиве, јавното обвинителство ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите. Дали имаме гледач на линија? Да, добар ден. Добар ден, повелете, одрежа, само да замолам погласно да ве пуштат во студио. Повелете. Поздрав до тебе, Мартина, и до телевизија 24. Благодарам, повелете. Видејќи сега на цела Македонија треба да биде јасно зошто корупцијата е на прво место во Република Македонија. Тоа го констатира и професорката Слаѓана Тасева. Кажа дека сме на прво место по корупција и досега нема изречена ни една казна за корупција. Сега Игор Тантуровски може да кажува некои негови филозофски зборови, али ние како граѓани на Република Македонија не го прифаќаме тоа, затоа што истото го направи тој комисијата, изборната комисија и на некој начин си поднесе оставка, си призна. Каде што Игор Тантуровски го признава тоа, дека е направено, ама не верува во извештајот на комисијата за ревизија. Ако се сеќавате вие, 2013 година Собранието на Република Македонија донесе одлука и за извештаите од ревизорските комисии да не се читаат во собрание. Еве каде ние од 2015 година почнаме нагло да пропаѓаме во поглед на сите тие работи. Антикорупцијската комисија, наместо да ги испитува сите оние кои се огрешиле према законот и да поднесува кривични пријави во поглед на извршените кривични дела, тие самите тие биле криминалци. На некој начин веќе докажано е со извештајот. И што сега на некој начин што го повикуваат, па срамно е да ви кажам право да те повикува пратеник од собрание или влада со сообщение да си поднесат неотповикнева оставка, него тоа е стварно чудо, некој е невидено. Прво и основно, овде треба господата Тантуровски на чело со тој што викаше прекрстете се амин за Никола Груевски, осеќавате кога бара што капитал има Никола Груевски створено во рок од 10 години, па сега се гледат дека веќе ние не можеме да чекориме напред со оваа комисија ако побрза постапка. Јас викам, тие нема ако сака да се дадат оставка, али собрание ќе ги разреши, собрание ги значува. Зошто правиме онда смеја и циркус на Балканот? Ние се бориме да одиме во Европа и во НАТО, а не да одиме во Тугузија. Прво, нека се научи тој Игор Тантуровски како интелектуалец, како човек кој треба да се грижи за државата. Сите кои се огрешиле, кои направиле корупција, да се поднеси кривична пријава, да се поднесе судот. Па не тие, не е јасно, ако јавното обвинителство веќе покренало постапка, па срамота е за антикорупцијската комисија. Тие треба подхитно да се заминат и да ослободат, да дојдат други луѓе кои ќе работа. Затоа Македонија не чекори напред. Ја ви кажувам, 10 години тапкала во место за тие антикорупционери. Тие ја правеле циркузијадата во Македонија, не е правил некој друг. Затоа јас ги повикувам начело со Игор Тантуровски, поднесете си оставки, тоа е доблесно како интелектуалност, како стручно лице, него да ве повикува собрание или владата. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, Матина. Повелете. За антикорупцијската комисија. Тие антикорупционерите се ставени за тие да си земат пари, не да ги фаќат оние што крадат другиве. Тие се поставени тие да си крадат. За нив е дозволено, тие се вели народни пари. Што ќе му земи некој други да се ги земе ние? Зошто да му ги оставиме било некој други да ги земат? Пошто ние сме тука и нас никој не ни води контрола, ние треба да водиме контрола, тие се наши пари
и ние ќе се ги земеме, кој ќе не казни нас. Немат кој да не казни нас, бидејќи ние сме тие што треба да ги испитуваме. И затоа луѓето се ги земале и сега да давале оставка. Како да дават оставка, кај дават тие совци да пасат, кому е сега убо, кој дават оставка од во медон, кој да е влезен во медот и во печено месо, ај сега дојат да бегат да чистам улици. Убо си мене вика тука, нека се бунат тие колку сакат, ние ќе кажеме и овие крадија, и оние крадија, и ќе се останеме ние пак така. Така тие се замислуваат сега со умот, али ако почне јавното обвинителство, како што е законски, како што треба законски да работи, како што е во цел свет, да го земат работата со ред. Така, и да се најдат. Ако се во право, да му се извинат сите луѓе. Ако не се во право, место да му е знаат кај му е. Не да му речат, сега се научи, знаеш, признавам сгрешив, не? Ај што признаваш, ајде, условно, еден месец, два казна и повеќе да накрадиш. Боже, пази какво крадење, јас нема да јадам само јагниња, може ми некој вол да закорам, не само јагниња и овци. Така се тие антикорупционерите. И сега јавното обвинителство, ако ги остави овие, и тоа џаба да се мачиме, џаба да избираме јавно корупционери, не знам какви, нека си ги остават луѓето, нека терат што сакат и од нашата држава да не стаи ништо. Пријатно и се најубаво. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Околу ова антикорупционерите. Најпаметно ќе биде таа комисија да се укине скроз. Добро. И нема друга. Како ќе се укина ова, речете, лустрацијската, така и ова. Нема корист од неја. Само кој знае колку души таму земат плати, шо корист до се сме виделе. Не само од ова, него и кој знае од колку претходни комисии. Не сме виделе корист од тоа, само е штета за буџетот и тоа. Добро. Друго не би може, пријатно. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Првата тема на која што денеска разговараме, јавно обвинителство, ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите. А како втора тема можете да си направите избор на темите од цела недела. Еве ние направивме еден преглед на 3 најактуелни теми кои што беа оваа недела, односно кои што пробудија најголем интерес кај вас и за она што вие сакате да зборувате. Заявили дека не постои разговор за идентитетот, односно за националноста, но постои параграф за државјанството. Потоа се одржа протесниот марш за одбрана на името на државата, запалено грчкото знаме и албанското исто така, и по ќе осранет и споменикот на Александар Македонски од Скопскиот аеродром, а во најава се осранување и на останати споменици. Добар ден. Добар ден, убав ден. Да, некој допринос по мислење. Јас сум многу раздосаден од овие дискусии и од луѓето кои што дискутираат, поготово од руралните делови од државата, каде што основна цел и основен проблем е квалитетот на живење, а се занимаваат со политика. Немаат основно живење, немаат патишта, немаат водоводи, немаат еден снег падна во државата и не може да идат на школа, не може да комуницираат, да отсечени од свет. Значи, многу е деструктивно кога некој се бави со политика, а основните животни работи во својата околина не ги. Борбата е за поквалитетен живот, нашата иднина е во тоа, а политиката е на второ место во својата страна. Нормално политиката игра главна улога, но во нашата цел, во нашата основна работа е да не ни е проблем и да се бориме и да протестираме за промените, да се ги отстрануваме, него затоа што немаме протеста во селата и затоа што ни брегаат луѓето од селата и српската средина, селото буквално се замира во наше општество. Младите се изселија, градовите и градовите потреба да се стават од Источна Македонија, затоа не е проблемот во тоа,
треба да решаваме пошироко. Основната клетка е селото, основната клетка е развојот на самите општини, развојот на инфраструктури, развојот во подобар живот, во продуктивноста, што самото место во кој што живеат и екзистираат луѓе. Само кога државата повеќе инвестира, повеќе ќе вложи во овие рурални делови, овие општини каде што нема патишта, не можеме да си дозволиме во една држава во 20 век да немате патишта до селото, да бидат отсечени, да немат струја, да немат вода, да немат основни елементи за живење во оваа држава. А од друга страна, лицемерно ќе протестираме и ќе викаме на патриотизам во новата, ќе викаме зашто се остануваат споменици и така натака. Спомениците еден споменик и еден пат во некој решава проблемот на изделување во тие. Имаме приоритетни работи. Не можете пикета да правите вие од кров, кој да се прави од цивилните потребни држави. Се обратно да правите. Така да, мен во целина суството како тема, а во суството секојаш било во агендите на Европската унија како прва критика за држава. Тоа не можете вие да правите суство во суството со едното суство кое што го имате стеј. Че треба темелни реформи во суството. Не може судиите кои се суделе пред известно време за една партија се нудат да судат во другата партија. Си мораме реформи да направиме. Реформите ако не се темелни, не можеме да идеме напред. Како ќе идеме напред, темелни реформи, како ќе идеме напред, ако не го катиме живење во државата, ако не го освитлиме тој бран на изселување од село, бран на изселување и надвор од државата. Добро. Така, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Зборувавте за сосема една друга тема, во сосема една друга насока и би сакалете да апелирам да се задржите на темите. Сепак дадовме избори на она што го зборувавме од цела недела. Секако дека во некои следните емисии ќе имаме тема која што ќе биде со иселувањето конкретно од државава на младите луѓе особено. Меѓутоа ете денеска направивме наков избор на теми од цела недела кои што беа актуелни, кои што сакавте да зборувате. Имаше доста гледачи кои што сакале да се и да го кажат своето мислење, меѓутоа не успеа да не добијат, така што ете и можност денеска да го направат тоа. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Аз сакам во врска со антикорупционерите. Добра. Не знам зашто ово обедување дали треба ти да поднесат оставка или не треба. За тоа се знае веднаш притвор. Тие секогаш ќе кажат дека се невини, грује си направили да кривични дела, па си јаснува секогаш невин. И овие треба веднаш притвор и расчистена работа. Добро. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, Мартина Колешка. Повелете. Петар Христовски Пепи. Поздрав до колегите, поздрав до гледачите. Како да не се јавам кога 2 дена не можам да издржам да не се јавам. Убав викенд на сите таму во 24 и на сите гледачи. Благодарам. Значи, за Арно рече еден, баш му текна да се укине антикорупцијската комисија. Добро. Така, прво тоа. Второ, процеси да има, мирни процеси да има, за името Република Македонија и спомениците до еден да се остранат. До еден. Добро. Тоа спизли таму, Александар, едно, друго и така натаму, да не должам секогаш разлог. Мартинче, поздрав од Пепи до сите. Благодарам, поздрав и до вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Мартина, поздрав. Корупција, комисија за корупција требало да се врши, имала своја содржина, да се врши работата. Неизвршувањето на работните задачи е кривично дело. И по таа основа треба сите тие да се одат по затвор. Заради зошто? Заради тоа што се во време во државата ни се случиле многу корупции, многу корупции, за која што сега и специјалното обвинителство открива и ќе откриваат уште, то прво ќе се откриваат работи. Невидени работи. Затоа, значи, по основ на неизвршување на работните задачи, а земање плата од оваа држава, од наши пари, треба да си одговарат, кривично да одговарат и баш ка тоа што ете си направиле плати, бонуси или
за патување и така натака. Тие пари да ги вратат назад. По однос на митинзите, ќе ви кажеме на сторија пред 2-3 дена. Ми ги немаше внуците до доцна во вечер. Одам да ги барам таму кај што има другарчина, ги најдов групи собрани и ќе трчаат, се тепаат со другите од другата мала, од другиот реон. И викат ура, ура, чекайте ви се на кого ура? Па дедо, оние се вика од ете си кого, ама ние сме појки. А во таа другата група исто така внуци од друга страна, јас ги најдов и ние викам, што правите? И тие, па дедо, ние сме појки. Ова е детска работа. Мажи, зрели, старци, баби, да ни викаат што повеќе да се собериме, со тоа ќе да кажеме колку сме. Па децата мои, внуците така викат, колку сме, дедо, ние сме појке. Паднавте ли, господа, баби, дедовци, на нивото од моите внуци? На тој ли начин ќе ја тераме држава, ќе ја правиме? Разбирам јас да е тоа слободен израз право на граѓаните. Меѓутоа, да имат нешто за што ќе се фатат. Али да се фатат сега да бараат прекид на преговорите, сега да бараат други 300 чуда невидени, кога Македонија веќе со едната нога практично стапнала во НАТО и оди кон Европа, ќе ни се отварат европските стандарди и граници, да ги немаме, барем со комшиите, да ни се обедини Балканот и Европа да ни се обедини. Само така ќе видиме среќни. Овие бара да се прекинат преговорите. По прашањето за спомениците. Чудно, бре, луѓе, чудно. Чудно некого со кама да го клавате пред судот како символ, како асоциација на силежиство, на убиство. Правдата преку камата да се бара во Македонија. Ја не знам што не правници, не пратеници, не владини службеници, служби, представници на владата. Што толку ниско паднавте, бре, господа? И се прашувате зошто паднавте од престолот. Не може ни Тален, ни Кабраков, никој да ме спаси со нивните полизгургалски работи. Ова е грешката за која што ја дигнав градце, дигнав раце и не знам да некогаш ќе помислам да гласам за вакви луѓе кои што олку ниско паѓаат. Пониско од моите внуци. Добро. Ето тоа толку ми се чини да е доволно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте? Тимо се е од Даме Груе на село Ѓосе. Драго ми е, повелете. За врска со антикорупцијска комисија. Се дават колективна оставка сите. И отказни решенија се добијат до еден, пошто Рамило више доста од сите. И за Државна изборна комисија, а пенажата да се укине обавезно, да нема ни пенажа, ништо, и бркање од работа и тија. Добро. И во врска со спомениците. Ајде. Поздрав до градоначалникот на општина Центар. Све што е нелегално изградено да се острави од град Скопје. Многу ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Еве, јас од ниски гранки, бидејќи сум ниско падната, да го кажам своето мислење,
во врска со темите кои вчера се сеќавате, преносот почна и не успеав да ги довршам. Едната беше за собирот, на кој јас присуствував и сум многу среќна дека тоа се случи, како што се случи и очекувам да се случи уште повеќе и помасовно. Да повторам дека беше прекрасна волшебна зимска ноќ со поддршка на снегот. Јас така гледам на тоа. Се запали знамето и околу тоа ќе кажам само, ќе ги подсетам сите што знаат вистината и што се бориме за вистина, дека никаков коментар повторно не чув во текот на емисијата за палењето на живи луѓе со напалм бомби. Имаме доста верзирани луѓе и возрастни кои знаат убаво историјата, па би сакала баш да чујам некој збор што мислел за палењето на егејците во Македонија. Толку за тој дел. А вториот беше во врска со рушењето на некој на аеродромот дека од страна ти споминавте, Да. Па и за тоа го кажав од прилика мислењето, како што тргнале работите, бидејќи се многу намерачени на грдиот, ружниот, стиропорниот, целиот таков проект од 2014, предлагам да го срушат целиот, да го избомбардираат, ама буквално раница да го направат и да живееме среќно, затоа што се јави некој роден од 1970 години и си го сака Скопје од 1970. Па еве да им го доволиме на жалбите. Толку би било за тие две теми. Добро. Да завршам за вчера, а за ова што јавното обвинителство ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите, ќе го дадам следново мислење. Мислам дека навистина ова е хајка и мислам дека ново раководство, кое повеќе од половина Македонија, така наречениот државен врв, не го признава и нема да го признава додека не се избере легална власт со вас, Мартина, со вашата генерација, со чисти раце, со неизвалкани, затоа што нема да има јавното обвинителство потреба да гони никого, зашто сте генерација чиста како солга и ние старите вампири треба да ви се извиниме затоа што ве жртвувавме вас во своето лудило, во своето неснаоѓање кога се разделивме од Југославија и вие сте жртвената генерација. И навистина ви честитам што толку добро се снаоѓате во овие услови, па треба уште да не трпите вакви какви што сме, затоа што очигледно е какви сме. Уште сакам да докажам дека, да кажам само старата поговорка, дека рибата смрди од главата. До тега заев кој го видовме и уживо, и на снимка, и 1000 пати се изврте, и како бега од судови, не го тргнеме затоа што он е првиот објект, субјект за антикорупцијска, ништо не правиме. Значи, нови избори, луѓе излегувајте на протести, ова се протести и за Македонија, и за социјален преврат во Македонија. И поздравувам сите македонци, без оглед на тоа што се навивачи, па за некој сме ниски, па некој сме колку внути, сите ги поздравувам и им посакувам среќен живот во нова Македонија со нова генерација, Мартина. Поздравени, имајте пријатен ден. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Повелете. Пријатен врнежлив ден ви посакувам. Да, ви благодарам исто. Повелете. Вака, јас сум воодушевен од пробата на психолошко влијание врз личности кои што треба да прифатат она што јас ќе го кажам како дефолт и кое што ќе може да понатаму проузрокува понатамошни ваши реакции во однос на она што јас сум го кажал. Тоа е психологија на ништата, психологија на умот и психологија на подсвеста. Мила госпоđо, ви благодарам на лекцијата што ја државте. Вака сега. Дали ќе бидат тие протести за социјален преврат и за понатамошно задолжување на државава, нема да бидат. Ги видовме колку се протестите, видовме колкава е акцијата што ја превзема
скриената лидерска позиција на ВМРО, која што се уште под плаштот на сегашното раководство пробува да направи нешто за да се самозаштити, меѓутоа нема да успее. Толку околу тоа. За јас не можам да се начудам на еден збор кој што на една реченица која што сега веќе по трет пат мислам дека ја слушам. Дали некој кажал нешто за напалм бомбите кои биле фрлени врз луѓето во Македонија? Јас ве молам како телевизија да не информирате, да не држите во мрак и да ни прикажете снимки каде беа фрлени напалм бомби. Затоа што јас такво нешто не знам дека во Македонија се случило. Напалм бомби, ако зборуваме за некое си минато свршено време, граматички македонски, напалм бомби беа фрлени и во Виетнам на времето, ама виетнамциве не ги гледам сега дека ја напаѓаат Америка и ја окупираат. Историјата пуштете на историчарите, егејците, пуштете ги на Романија, Полска, Унгарија, Чешка, Словачка и дел на Македонија. Пошто ако сакаат да бранат, ќе бранеа. Никој не избегал од напалм бомби, виетнамциве дури ја добија војната. Вака, за спомениците. Имаше една реченица во вашата ТВ анализа која што ја правите секоја вечер нели во 20:45. Добро. Од градоначалникот на град Скопје која што гласеше вака: споменици и спомен обележја се две различни работи. Така. Многу пластично кажано. Спомениците за да во волкав број се стават во на 1 километар квадратен. Внимавајте, во државата Македонија. На 1 километар квадратен треба да поминат во легална процедура. Едно од нештата треба да биде поминување и изгласување во собрание. Тоа го немаме. Дали тоа значи дека е прекршена процедурата за поставање на споменици? Да. Прекршена е. Понатаму дали се дивоградби, дали во ГУП и така натаму дали ги има како места за поставување, тоа е веќе друго. 20 правниците си имаат што да прават. Да. Тите правни процедури се искршени и прекршени. Све што е нелегално да се тргне од Скопје. А да се овие бродовите најлегално поставени веднаш да се извадат. Затоа што тука има веќе опасност за цел град. Оној што доаѓа од Берово и од Делчево да се прошета еднаш во месецот и да рече леле колку е убав градов, нема да ги трпи штетите кои што ги трпиме ние. Така. При евентуални поплави. И на крај, антикорупцијска. Па луѓе, дали знаете и дали можете еден после мене што ќе се јави од опозицијата сегашна да каже кога ова било направено за време на 12 годишно владење? Дали некој покрена овакви работи? Никој. И сега ние се чудиме зашто и што, и тоа било, внимавајте, освета, и треба рибата да не смрди и да ја скинеме главата. Главата ја скинавме од рибата, рибата веќе не смрди. Таа глава сега секој втор ден е 3 пати во судница. Така да завршена е приказката со главата и со рибата. Дајте и шанса на оваа влада, па 6 месеци сте само во опозиција, зарем толку ви беа убави оние привилегии што ги користевте секој дневно и на годишно и на месечно ниво. Трпете се, ве молам. Дајте и шанса на оваа влада да види што знае, како знае, да видиме што ќе се прави. Ми се чини дека народот нема трпение повеќе. Не, народот има трпение. Немам трпение јас, бидејќи се посочувам под наводници, бидејќи до вчера сум користел све и свашта. Сум користел субвенции за ореви кои што не постојат. Сум користел субвенции за стада на кози и овци кои што не постојат. Сум добил работни места за моите деца и внуци по 3-4 институции на државна на државен трошок кои што воопшто не ги заслужуваат. И сега како јас ќе бидам трпелив кога сега немам такви приходи? Зарем треба да ги кажеме приходите кои што некои историчари кои што нонстоп се вртеа по телевизиите по 7-8 илјади евра месечно на ниво на фамилија. Овде 200 евра доаѓа плата минимална и ние се радуваме. Ето тука е нетрпението.
Не, ќе има трпение и ќе видиме што и како понатаму. Така, Ви посакувам се најдобро. Ви посакувам на вас. Вашата и мојата генерација, бидејќи тука јас мислам дека сме од прилика. Добро, јас сум 85-то, не ги креам јас годините. Не треба, така, не треба никој, јас сум малку постарна, не треба никој да ни ласка и да ни плува под пердуви, дали ние ќе бидеме со чисти раци или не. Барајте ги оние што не донесуват до овој степен и што рацете не им се чисти. А немојте со нас да правите штип, за да утре кажете, еве ги овие ги донесовме, дајте све да заборавиме. Никогаш нема да заборавиме. Да. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Кога го спомнавте плоштадот, Скопскиот плоштад, морам да напоменам дека навистина во последнава година не се сеќавам да сум поминала низ плоштадот и да подзастанам. Дали добро и времето секако не ми дозволува, секогаш сум во некое брзање, меѓутоа ете може некогаш и да отвориме тема, чисто ете бев инспирирана од тоа кога го спомнавте, кога ги спомнавте спомениците како се наредени таму. Со слики ќе се потрудам да направиме една споредба за тоа како изгледаше порано Скопје и во минатото секако како изгледа и сега, меѓутоа ете во некој од следните емисии ќе го направиме. Тој ќе отвориме една таква тема. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас многу му благодарам на претходниот гледач. Добро. Што кажа дека се што е нелегално се очисти. А тоа е најдобро, мислам, со парламентот и владата. Добро. И се што е везено нелегално во власта. Тој толку убаво потенцира да му јалав јас, дури сум запрепастен, дека човек од власта кажува против власта. Јас би задржал на протестите. Ајде. Јас може би некој грешив за на бројката. Рекол 35.000 имаше. Во стварност, човеков ми се јави после мојата јавување, вика имаше, од јас не сум од Скопје, сум од вратрешноста, значи имаше негде околу 25.000. И јас сега си викам, стварно сум грешил, тоа 10.000 е многу. Меѓутоа сега следниот 4 март ќе бидат може би 125.000, а тоа е многу добро. Затоа што еднаш ќе се расчисти кој каде ја носи државата. Еднаш треба да сватат луѓето. Прво треба да ја знаат историјата, да не прават славо македонци, да не прават недоветни, дека не се сеќаваме ние на историјата. Да не го прати Александар Македонски освојувач, Александар Македонски беше космополит. И мислам сите цареви македонски не беа никогаш на узурпатори на пробување на власт. Така. И мислам еднаш ако луѓето не си јадат историјата, треба да земат малку да прочитат. А вие доволно на вашите канали објаснувате која е историјата на македонскиот народ. И јас сум благодарен на вашиот канал што многу ја објаснувате историјата на Македонија, оти ние не сме од Закарпатите. Ние сме тукашни, автохтони луѓе. И еднаш треба да сватат луѓето. А другото, како ќе се реши? Што ќе се реши? Господ ќе се реши. Затоа што Македонија е библиска земја, со апостолска црква од времето на Светиот апостол Павле, никој не може да ја руши, никој не може да ја пороби, никој не ќе ни може да ни направи ни двојазичност, ни да ни го спроведи договорот со Бугарија, а сега уште потескиот со Грција и дека тој кој ќе го изои на таста, сите ќе паднат напаку. Не. Она сите се бадијала вадење споменици, преименување автопати, аеродроми, тоа е глупост. Тоа да го знаете. За да турниш нешто треба да изградиш. А за да изградиш треба да промислиш малце. Јас само едно ќе прашам. Власта нека излези во документ со пред вас, пред друга телевизија, дека фундаменти што се поставили на спомениците се нелегални, па да знаеме дека да што не работеле. А и другата власт што замина, да излези со документи, да каже дека еве ги документите. А немој се ние народот наш да го заварат, дали имало или немало документи. Имало право или немало право. Фала многу што ме изслушавте и многу сум благодарен на вашата телевизија.
Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Ете, како втора тема може да се направите избор на теми од цела недела кои што ги имавме токму во оваа емисија во ТЕК. И првата тема, јавно обвинителство, ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите. Ете, како за овој ден ви даваме можност да зборувате на повеќе теми. Добар ден. Здраво, Македонија. Добар ден, повелете. О Шипка, врако Венцито. Поздрав до вас, одлични теми и на нашите анкети. Оваа емисија прераснува во нешто подобро, чувствително. Благодарение и на вас, што имате трпение, што давате извънредни теми. Сега, бидејќи без за денеска не бев предвидел да се јава. Добро. Меѓутоа ме прозва една душичка безимена, се сраме од своето име, се плаше. А снимката, ние снимаме како центар, снимаме се што е граѓанско. Добро. Контактни емисии. Ќе има шанса на суд. Снимката е овде, да го докаже тоа тешка клевета. Добро. Да правиш некој бугарофил или со друг пасош, конечно, многу пати плюкаше, конечно ќе се видиме на суд. Тоа е прво. Не е битен он. Битно е тоа едно да му одговорам, а и уврска со темата. Ајде. Бившиот пред 2-3 години, по втор пат, председателот на Чешка, една од најразвиените земји, дојде во Скопје и го понови по втор пат следното. Македонија, ваша прекрасна, е благословена што не е членка на Европската унија и НАТО. Ние како Чешка со зачленувањето во овие организации ја изгубивме независноста. Не се брзајте, луѓе, честен човек, озбилен, докажан во Чешка, го кажа тоа да ни отвори очите, да ни помогне. Јас не навивам, го кажа тоа председателот на Чешка. Тоа е една визија за сите македонци што живееме во оваа парче земја. Мора тај благослов да го сочуваме, а шансата е во недела да покажеме дали има македонци или нема македонци. Колку ќе бидеме, толку ќе бидеме. Меѓутоа, Македонија е една и наша. Голем поздрав до вас. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Повелете, во програма сте. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум во програма? Да, вие сте во програма, господине, повелете. Ве слушаме. Фала. Прва се јавувам на некоја телевизија. Драго ми е. Стално ве пратам. И сакам само нешто да кажам. Ајде. Пред неколку години еден мој дедо така на... Ме слушате? Ве слушам одлично. Да. Ми раскажуваше некои приказки едно друго и на крајот ми викат внуче, вика, рече, ќе дојде време, рече, ќе се роди некој човек во Македонија со буквите ЗЗ. Дури сега ми паѓа на памет мрезаш на вистина кој е тој ЗЗ. И тој вика ќе оправи Македонија, рече, тој ќе биде друг Тито, викат, во Македонија ќе биде. Добро. И затоа да не се плашиме, на вистина тој човек дојде. И ќе не оправи Македонија и ќе трнеме напред. Фала ви многу и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување и споделеното искуство. Да го слушнаме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Благодарам напокон после 3 дена да ви добијам. Од Венцика Браков и од овие други што се, никако да дојдем на ред. Па добро, тие луѓе, зашто не ги прекинувате? Секој ден тоа по тоа. Као расипана грамфонска плоча, се уместо. Вака, имам еден апел до вас. Зашто како телевизија, например, не идете до Крива Паланка и да видите што се работи во фирмата Веиво. Каде, во која? Каде? Во Крива Паланка, во Веиво. Добро. Луѓето штрекуваат за нивните 3 изработени плати. Дојде живот во оваа Македонија. Јас сум малку изработурен, ама еве напокон со стреке ве добив некој. Значи, појдете таму да видите како се понаша директорката на таа фирма,
како полицијата ги заштитува нивните криминали и точно го знаеме ние кој е човекот што треба да дојде во таа фирма. Значи, они се принудно изврлени на улица, 3 месечни плати не се зеле и не знаат како ќе преживеат со нивната фамилија. Дали е ова реално што дојде животот во Македонија? Ако сум ја грешка, тогаш ви излезете директно на терен и ќе видите, има таму луѓе кои што 24 часа чекаат. Полицијата е таа на Република Македонија, начело со господинот од Куманово, што им овозможува непречено влегуваат, излегуваат, се што имат потреба да изнесат од фирмата, изнесуваат. И после ќе излезат со еден демант. Еве, Македонија, знаеш, ама ово не е тоа. Значи, природно е кога луѓето ќе се земат награда во месецот. Една плата. Од таа плата фамилии ранат. А овие луѓе 3 месеца не се зеле. А ваму ги слушам овие Венци Кавраков и другиве. Сега да не ги менувам. Како убаво име во Македонија и како дрнаат секој ден по овие телевизии. Па срамота е луѓе. Овие се природни катастрофи донесени од луѓето, поготово сега од оваа власт, видена на Бранко. Пошто Бранко а каква врска има сега оваа власт со фирмата? Сега ќе ви речем зашо. Затоа што вашите истражувачки новинари, ако се новинари, нека влезат и нека прочепкаат малку. И ќе видат дека таа местенка, дека таа фирма како можеше да работи до сега толку време со поставка, со наплати, со сите работи. Од кога се смени власта, оваа фирма више тоне. Со инспекции по 2-3 месечно што се влагале. Значи сега се токме и ја ќе го кажам господинот од Гевгелија кој што треба да дојде во таа фирма. Значи тој треба да ја наследи таа фирма во капитална инвестиција како што е комплет, со се машини и се живо. Еве, влезете ви во фирмата и ќе видите дали е точно тоа. Али вие вашите истражувачки новинари. Добро. Пријатно и убав ден. Ви благодарам за вашето јавување, ќе им пренесам на колегите од информативна редакција. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Прв пат се јавувам и имам и трема, не можам да зборувам, само сакам да кажам за тој дечкото младиот што се јави. Добро. И блазе мајка што го родила. А таа бабата што се јавува секој ден и ги труе младите, нека се срами. Сака да тапкаат на исто место. Да не можат да одат напред во животот. Нека се засрами. Секоја телевизија она поред ги реди. Така, најмногу ми беше да му честитам на тој дечкото. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Се надам дека ќе ве слушнеме и во некоја следна прилика, дека повторно ќе не се јавите. Секако, што се однесува до вашата трема која што ја спомнавте, сосема нормално, меѓутоа ете не е потребно, затоа што навистина слободно се разговара токму во оваа емисија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Како тој дечкото и како тој предходниот од дечкото што го спомна за нека си ги земат тома, па нека си ги чуваат и нека си ги одедуваат да видат каков добро дечки имаат од такви. До кога ќе се труете со тие глупи мисли? Се што е ова до сега е од предходната влада. Па предходната влада веќе повеќе од пола година не е на власт, а се случуваат само глупи работи. Не убиваат деца, не плячкаат банки секој ден. Не, полиција не сме да интервенира вамо, полиција не сме да интервенира намо. Овој тепал вчера полицајка не му смее ништо. А бе, чукнете ги тие главите, бе, овие се ставени за да не разнебитат, бе. Ова се неверници, овие се антихристи, бе. Овие се од Господ Белјата. И вие уште упорно со тоа, ама предходната влада. Убаво рече и предходниот гледач. Зашто не направите едно такво новинарство, па да видите кој стои во позадина на таа фирма, за која што конкретно ја знам во Паланка. А не е само таа. Знаете уште колку има такви. Значи, еднаш чукнете си ги главите дека тој ЗЗ и како тој отруениот млад немаат појма од животот. Само такви како нив, од такви ќе пропадне оваа држава. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Ја ве разбирам дека сте изреволтирани и верувам дека имате причина за тоа, меѓутоа и во следна пригода кога ќе се јавите, ве молам внимавајте што зборувате. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. И тоа многу изреволтиран. Вака вчера мислам дека имаше тема една за нели овие протести за... Да, за протестите. Да, мислам за идентитетот, за промена на името. Так.
Така, па овие што се изреволтирани вакални сега, они од ни прво тоа почна. Значи, се знаеш од претходната влада, министерот за надворешни работи што беше дури од Сараево се јавуваше како дали да биде горна, северна, не знам, јужна, никаква више. Значи, оние почнале, овие мора да ја довршат. Значи, дали се донесени или не, они мора да ја довршат работава и тоа мислам дека е во интерес на сите. Овие што биле на протести, значи протестите ги оправдувам. Нека секој има право да протестира. Палењето знамења, значи тоа не е дозволено и не би требало ничие знаме на никого да смета или да и тие што се на протести. Значи тие сите имаат страни пасоши. Пример бугарски. Јас не сум македонец, али ја осеќам Македонија како своја татковина. Значи кога идам на гости у Србија, ова мене сите ме викаат кај си македонче. Значи не бегам од тоа, се осеќам тоа. За Македонија, што поскоро да влезе во Европска Унија или во НАТО, тоа е за нас плюс. Не, за нас јас сум више полувечен човек, али за наши деца. Овие сите што имаат бугарски пасоши и тие се бунат, тие се спротивставуваат, Македонија ќе ја изгубиме. Како ќе ја изгуби Македонија не ми е јасно. Значи јас имам што има и он. Македонија е моја, ова што е моје, моје, не е негово или негово не е моје. Нивните деца идат со бугарски пасоши у Европа, си работат, имат право да работат и си работат. Наши деца не можат да работат, пошто имат македонски пасоши. Ја имам брат, има црногорски пасош и има македонски. И иде, вика ми е гајле. Како бе ти е гајле? Јас имам македонски пасош, сакам и моје дете не да иде преку шуми на црно, да сакам и моје дете да иде нормално да си поработи 3 месеци, 6 да си дојде и да си ги троши тука парите. Тука е проблемот, што другите сите овие ги прават проблемите, што имат по 2 пасоша. Имат бугарски пасош и иде си работи 6 месеци, се враќа тука. А ние сме у обруч. Ние што поскоро да влеземе у Европска Унија подобро за нас. Ако не влеземе пред Србија, не го влезе Србија пред нас, ние никад више нема да влеземе у Европска Унија затоа што Македонија го призна Косово. Толку пријатно, благодарам. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Повелете, во програма сте. Јавно обвинителство ќе ги истражува антикорупционерите како ги трошеле парите. Темата на која што денеска можете да зборувате, секако и останатите теми, како што реков, ваш избор од сите оние теми кои што ги обработивме оваа недела. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имаме нешто во Вицо Приват. Исто корупција. Добро. Игнат Танчевски, адвокатот, 60-та година купи татко ми плац во Маđари, 63-та му го зема државата. Мислам на тоа беше на Република Македонија. Добро. Газдата на местото, значи им кажа дека овој плац го продал, имаме купен продажен договор, ама на меѓусебен договор. Со сведоци. И сега, кога дојде ред за враќање на денилизација за Местобо, отидов ја кај наследниците го вратива на нив и го препродадова. Се туже со нив, Игнат Танчевски ми беше адвокат, ми зеде 2300 евра и ме бутнава на суд. Не дадова на извршител, платив 5000 евра, и денеска не можам со тој плат што да правам. Како може да ми помогнете? Јас навистина би сакала да ве насочам и да ви помогнам, меѓутоа немам информации во однос на тоа прашање. Тоа е нешто што ги засега и повеќето граѓани во Македонија кога станува за денационализација на сите оние земјишта кои што ги изгубиле во времето на социјализмот, односно
во времето на комунизмот. Така што јас навистина би сакала да ви помогнам, меѓутоа навистина немам информации кога станува збор за таа тематика. Тука додавме до крајот на првиот дел од денешното издание на емисијата во тек. Секако во 12 часот следуваат најновите вести. Веднаш по тоа е рекламниот блок, а ние се враќаме по рекламниот блок повторно со темите кои што ги поставивме за денешното петочно издание. Останете со нас. Андрија ги чита сите букви. If you never try, you'll never know. Sa table, gospodine Svalamonis. Освен тие што треба. А кога ќе прогледа, гледа се што не треба. Боже, Анđelka, со ти? Ja sam Ljubavić. Pa ti imaš bore. Gde imam bore? Po faci, gde imaš? Imaš i sede. Gde imam sede što lupaš, pa farbala sam se. Izvinite, molim se, moram da vratim ovaj naočar. Meni je bolje ovako. Još što si lepa. Marš. Sad si mnogo... Hvala vam puno i doviđenja. Anđelka, vidi ima krive noge. Супер е кога очекувате едно, а добивате три, нели? Само сега, со најпродаваниот наддушек од Дормео Renew Eucalyptus, добивате 2 подароци. Анатомска перница од Memory Pena и Jorgan Aloe Vera. Ваши ќе бидат целосно бесплатно. Нарачајте го вашиот наддушек уште веднаш. Вози со најеколошките горива Екто од Лукойл. Со секое полнење Екто ја поддржувате донацијата на Лукойл во детските градинки. Лукойл, секогаш во движење. Ладно, ја побегу. Может, останешься? Я тоже не выспался. Ворочался всю ночь. Ну, это понятно, чего не выспался. А вот и замечательная владелица нашего отеля, несравненная... Я сюда незнакомец пришла. Ну, чё уставился? Иди и расскажи обо всем Кате. Кујна денеска. Препечен леп со путер. Изгледа премногу едноставно, но президент путерот менува се. Нежно и свежо. Се е до вкусот. Совршено. Президент путер. Неодолива страна на животот. Акција во Промес. Пилешки копан 75 денари. Мелено месо 159 денари. Јунешки медаљон 299 денари. Промес, одличен избор. Не постои ништо побаво од насмевката на вашето бебе, а таа доаѓа со беспрекорната удобност и врвниот квалитет на пелените Тенера. Од 1 март, Хедис на следните 25.000 новороденчиња им подарува Тенера, пелени, влажни марамчиња, купка, шампон, пудра и крем. Подигнете го пакетот Тенера за вашето новороденче во најблискиот Хедис маркет. Повеќе информации на нашата веб страница и на страницата на Facebook. Хедис. Вреди. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. На здравје кафе со Елит кафе. За вашите вени Видоксин кап. Вендоксин 100% органско. Денес и после се, повторно сме заедно. Сладка е исто како и првиот пат кога ја видов. Ја држам цврсто и не ја пуштам никогаш повеќе. Струнка и јас. Шо да ти расправам?